Почитувани гледачи, добро вечер. И денеска продолжуваме со циклусот портрет емисии со македонски писатели. Наша гостинка е писателката Анита Бошкова и мене ми е задоволство што вечерва ќе поразговараме за повеќе теми, но ќе започнеме од нејзиното родно Кавадарци. Велат дека Кавадарци е символ, е синоним на виното, а велат таму каде што е виното е и вистината, ама и љубовта. Колку е Анита Бошкова поврзана со родното Кавадарци? Одиш ли често во Кавадарци? Го гледаш или го сонуваш Кавадарци, иако не е толку далеку, ама не е ни толку близко до Скопје, поради твоите професионални обврски, ова го прашувам. Што значи за тебе Кавадарци? Ајде од тука да започнеме. Кавадарци е мојот роден град и јас тој факт никогаш не можам да го оспорам. Ме влече Кавадарци и сега и порано, иако немам толку многу време да одам во Кавадарци, но Кавадарци е моја огромна инспирација исто така. Многу песни се инспирирани не само од виното, од љубовта, туку од родниот крај. Јас мислам дека за секој родното место е посебно. Исто така и за мене Кавадарци е посебно место. Со Кавадаречката котлина, со Моклиште, има доста знаменитости во Кавадарци. Сега јас веднаш да се надоврзам и да допрашам. Кој е тој најголем, најсилен магнет во Кавадарци што тебе посебно те влече? Дали се тоа лозите? Дали е можеби тоа Тиквешкото езеро? Или нешто друго? Можеби се спомените, можеби е Ваташа, Моклиште, детството, младоста. Кој е тој посебен магнет што ти го чувствуваш се уште од и во твоето родно Кавадарци? Па најпрво да кажам дека најголемиот магнет е семејството. Љубовта кон семејството, тоа затоа што имам брат кој што живее во Кавадарци, но исто така и сите тие спомени. Значи имаш со кого да правите на здравје со винските чаши. Да. Имате лозје? Немаме сега. Немате. Немаме сега, за жал. Не морате да копате и да врзувате. Убава беше обработката на виновата лоза. Так. Да. Исто така, тие спомените од поетските денови, од основно училиште, од средно училиште, книжевна младина. Да, токму за тоа сакав следно да те прашам, ама еве ти, како да ми ги прочита мислите. Кога почна ти да пишуваш? Се сеќаваш? Тоа беше 5-то одделение, 6-то, 7-то, 8-то или подоцна, во средно? Јас знам да кажам дека сум почнала да пишувам и љубовта кон поезијата имам уште од мајчината утроба. Значи, од пред да се родиш? Од пред да се родам. Добро. Дури не се ни сеќавам од кога, од мала почнав да пишувам, од основно. Тие што се песни за мајката, 8 март, за годишните времиња, и така почна се. Потоа се запиша во средно насочено образование, ако се сеќаваш, тогаш имаше насока македонски и марксизам одбрав, имав 3 часа редовна настава и 2 часа факултативни беа. Така. И од тука почна литературната секција, па членство во клубот на писатели, па дојде и наградава најдобар млад поет. Значи, тоа се тие активности од средно. Во тоа време беа активни литературните секции во училиштата, клубовите, во секој град речиси имаше клубови, клуб еден или можеби и повеќе клубови во поголемите градови, но активна беше за младите и книжевната младина, која што за жал сега не постои, не функционира. И книжевната младина
регрутираше идни писатели. Така. Таму беше конкурсот за едицијата Алфа, тој што ќе беше автор избран со поетска или прозна или сеистичка книга, му се објавуваше како награда книга. Тоа беше едицијата Алфа. Имаше манифестации кои што се одржуваа во градовите. Охрид, Тетово, па и Кавадарци, Неготино, Прилеп, Битола и другите градови. Ти уште од почетокот беше значи литературно активна, ја би рекол литературно ангажирана. И подоцна се запишуваш на право, значи се определуваш да делиш правда. Да, иако многу умина мисля дека ќе се запишам на филолошки. На филолошки. Да. Добро, ама и денеска си со правото. Денеска од тоа живееш, од тоа екзистираш. Но, сепак, големата љубов кон литературата не те оддалечи од правните науки, иако ти најрегуларно имаш дипломирано на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на правосудната наука. Потоа го положуваш правосудниот испит, што морам да кажам е доста тежок. Имаш нормално тој правнички и приправнички стаж, но ти си магистер, ги завршуваш магистерските студии од областа на криминологијата. Имаш една деликатна тема за твојот магистерски труд. Да. Сега е многу често оваа тема полов напад врз деца. Така е. Исто така е значајно да се каже покрај оваа твоја определба за правото, ти посебно се посветуваш на областа криминологија и денеска исто така си во тие правни води, бидејќи имаш работено професионално како адвокат, како стручен соработник во суд, а сега си и раководител на сектор за правни работи. Јас ти честитам за овој твој правнички пат и резултат, ама сепак ние денеска повеќе ќе говориме за литературата, за писателството, бидејќи тоа не е само твое хоби. Јас мислам дека ти тоа сериозно го работиш покрај оваа твоја професија, бидејќи си и член на Друштвото на писателите на Македонија. Значи, ова не е само пасија, хоби, љубов, туку едно посериозно занимавање со литературата. Епа, ти си исполнили таа желба, сакаш ли како дете да бидеш писателка? Па јас бев, ама не бев верифицирана, малку подоцна се верифицираше. Сите сакаат да бидат, нели, учителки, докторки, актерки или како што велат децата, глумици, ама сакаат и писателки. Нели? Не е лошо, како Агата Кристи и многу други. Сега, ајде малку да почнеме од тоа твое писателствување во Кавадарци, па да дојдеме после во тоа твое писателствување во Скопје. Таму ја добиваш наградата најдобар млад поет во Кавадарци. Во Кавадарци, во општината Кавадарци на надпревар. Да, имаше распишано конкурс. Распишан конкурс. Колку тоа тебе ти значиш, односно те одвои од другите? Дали тогаш ти си рече готово, стана веќе писателка? Што? Не се вознесов толку Добро. Но ми значеше и на семејството му значеше. Так. Сепак, нели, родителите се гордеат кога децата им се успешни. Апсолутно. Па да си најдобар млад поет во општина, сепак значи. Така е. И дојде овде во Скопје и рече, јас морам посериозно се занимавам со литературата. Така? И си ги собрав. И си ги собра песните. И ја објави твојата прва. Овде ја нема Ја немаш таа. затоа што последната во Друштвото на писателите ја дадов кога беше услов тогаш за За прием. И таму и остана. Таму и остана. Клучот за моето срце, 2000-та година објави. Клучот за моето срце е твојата прва книга. Да. А ова е фактички твојата втора книга. Да. Јас сега неизе на гледачите ќе им ја покажам. Да. Тоа е книгата Цветен аманет. Да. Со илустрација од Живко Поповски цвети на корицата. Но тоа е само
втората книга, бидејќи ти продолжуваш, па ќе одиме книга по книга, понатаму, со следната твоја книга 2015-та Дојран. Да, Дојран. Сега, ајде малку да се задржиме на Дојран. Бидејќи ти за Дојран имаш подготвено и една монографија, луксузна, така е. сериозна монографија за општината Дојран по повод 20 години на општината Дојран. Да, така е. Тоа е ова издание, ова навистина прекрасна книга што ја држам се во рацеви. Што е со Дојран? Дојран. Посебна љубов имам кон Дојран. Да, претпоставувам, затоа те прашувам. Па, пак правото има некако врска да стигнем до Дојран. Тука со колеги имавме средби, конференции, семинари и еден од колегите од општина Дојран, го поздравувам посебно. Негова беше иницијативата во рамките на Дојранско културно лето, вика колешке, зошто не би учествувала. Добро. И учествував јас со ова вторава стихозбирка. Да, ми направија мислам едно профил мој и моје представување поетско. И додека бев таму, почнаа првите стихови. Јас тогаш го доживеа вистински Дојран. Сум одела како мала на одмор во Дојран. Добро. И првите стихови почнаа да се редат и така збор по збор, стих по стих, песна по песна настана Дојран град со срце. Ти велиш во оваа книга, под насловот на книгата Дојран, е град со срце. Да. Ама имаш тука ти една мала посвета и велиш. Ова беше градот со срце, но ти ќе останеш за секогаш во моето срце. Почитувај ги работите кои не можат да се купуваат со пари. Вистинската љубов никогаш не умира. Дојран. Си била многу видовита и си напишала една многу точна работа, дека некои работи, односно најдобрите, највистинските, не можат никој да се купат со пари. Тие треба да се спечалат, да се добијат на некој друг начин. Само со љубов. Со љубов. Љубовта со љубов и со позитивна енергија. Се добива. Така, и со добрина, и со некои гестови, дела, што не можат да се материализираат, односно како ти што видиш, не можат да се купат. Да. А највредно е тоа што не може да се купи. Значи, покрај Кавадарци, ние всушност го имаме и Дојран како твое омилено место, односно дестинација. Да. Па верувам дека еден ден и Скопје ќе го засакаш и ќе биде на некое барем трето место. Јас Скопје го сакам, имам напишано неколку во ова... Добро, ама во ова рангирање прво е Кавадарци. Да. А второ е Дојран. Да. А трето е Скопје. Значи, ништо не сум погрешил. Добро, меѓу првите 3 места. 3 места, да. Брозден медал. Да. Добро. Следната книга, твоја, поетска, е Мирисот на љубовта. 2017. 2017, издание на Панили. Ајде малку за овие книги. Заедничкото е што се сите поетски. Да. Така, и што си ти првенствено поетес. И не си од тие автори што малку поезија, малку проза, малку хумор, малку критика, малку есеј. Значи, ти си всушност уште во стартот специализиран и определен за поезијата. Така. Да. И главно се тоа теми поврзани со љубовта, со животот, така. Со човекот. Така, со човекот. Ако нешто денес ни недостасува, недостасува човекот. Го заборавивме човекувањето. Така е. Се сме друго освен луѓе. Освен човеци, што ви велите во Кавадарци. Сега доаѓа на ред една книга со многу убав наслов, мене ми се допаѓа. Драго ми. Твоја моќта на поезијата. Да. Навистина моќта на поезијата е огромна. Може да биде лечебна,
може да биде релаксирачка. Да. Значи човек за се опушти, да почувствува мигови на задоволство, односно на препуштеност на самиот себе си, мигови на другарување со зборовите, со стиховите, со пораките, со сликите, со символите. Но како да е во еден наслов, тоа е моќта на поезијата. И ако човек во денот не слушне или не прочита ни еден стих, ни една песна, мислам дека тој ден му е не зауден, ама сиромашен. Така? Така е. Ајде малку за моќта на поезијата. Колку тебе поезијата ти значи, ти зрачи, колку те облагородува, колку ти ја пишува за другите да ги облагородиш или другите да ги не просвети само, просветлиш. Да им дадам едно блаженство, една убавина. Так. Им секој збор има порака. Значи, секој збор има моќ, а со тоа и поезијата има моќ. Така. Јас сум учествувала на многу литературни манифестации и драго ми е кога некој ќе ги запамти моите стихови, па кога тоа е на годишно ниво, идната година ќе ги побара тие мои стихови. Се сеќавам за Трето доба, таму имав учествувано, ми побара песната Богатство овде. Богатството не е богатство ако ти е в джеп, а за се друго си слеп. Богатството е силно и ти грее душа милно, кога секој секого сака и во зло му подава рака. Да. Значи тоа е тоа. Апсолутно. Секој збор има порака. Некогаш е доволен само еден збор. Да. Не мора да е лекар. Доволно е да носи бел мантил и доволно е да те подчукне по рамото или по плечите и да ти каже здрав си. И ти веднаш оздравуваш. Така е. Значи, на секој човек му треба оптимизам, му треба самодоверба, му требаат убави, позитивни зборови и пораки. Бидејќи имам чувство дека сме затруени од негативни информации, од црни хроники. Да. Не можете вие се враќате преборени од работа и ручате и во тој миг на телевизија да гледате немили сцени и настани. Затоа поезијата, како да е против тежа, како да е... Да, на другата страна на тасот. Да, на таа вага, да. Токму тоа, како да ја воспоставува таа рамнотежа. И навистина голема, огромна е моќта на поезијата и сосема согласувам со насловот. Со овој наслов на книгата, ама и со твојот исказ во врска со тоа. Следната твоја книга, Анита, е Домот на љубовта. Врти сучи, човек не може да избега од љубовта и не треба да бега. Да. Зошто би бегал од љубовта? Треба да трча по љубовта, не да бега од љубовта. Па љубовта сама доаѓа, не? Сама доаѓа. Се привлекуваат луѓето кои што знаат да ја ценат љубовта како вистинска вредност. Така. Сега, кога сме кај оваа тема, поезија, љубов, битно е и нешто друго да се каже, а тоа е дека ти пишуваш текстови и за пеење, значи за интерпретација музичка, за исполнување, ама и ти самата беше интерпретатор, така е, исполнител на некој од тие песни. Но ајде вака да кажеме дека ти си автор на текстовите, на песните Таа не знае, Ајде сите сложни да сме, На Гроздобер да се видиме, Моја дојрана, мислам дека Моја дојрана ти е можеби меѓу најпознатите од овие песни, на Тиквешко востание, песната, Жена за довека, добар е овој наслов, Жена за довека. Да, не го пеам јас, тој еден колега. Добро, ама секој треба да си има жена за довека. Така. Моја, ти си судбина,
Зароси љубов и други твои текстови. Да. Какво е тоа чувство кога еден текст напишан како песна на хартија Ке оживее, ќе оживее и ке добие музичко руво. да, ќе добие музичко руво, ама и веќе ќе премине во друга и би рекол туѓа собственост. Значи таа песна веќе не е само твоја како текст, туку тоа е колективна песна, Да. што си ја пеат луѓето на родендени, на веселби, на свадби. И ти одеднаш ја слушаш таа твоја песна, тој твој текст, Да. ама тој твој текст го знаат и другите на памет. Тоа е една голема работа. Да. И ти ги слушаш твоите зборови како ехо, како одглас, како одзив, Да. како одек. И си велиш, сега јас не смеам и не можам веќе да го сменам ни овој текст. Веќе овој текст го научија луѓето таков, Така и е. тој за секогаш Фиксирано е. вечно останува да биде таков. Сеедно дали таа песна ја пеел Тоше Проески, Да. или ја пеел Зафир Хаджиманов, или ја пеел Никола Бадев, или ја пеел Александар Сариевски, или Васка Илиева, или било кој. Какво е тоа чувство? Не ти самата, само да си испееш песната, туку кога други ги пеат не како интерпретатори, како публика, како народ. Значи, Ти кога... тоа си го доживеала. Точно, кога ќе се обзнани песна, да. ќе се обзнани Кога ќе песна, се обнароди. обнароди, да, и кога ќе биде прифатена. Тоа е нешто слично, како што ви кажав за овој текстот, што Да. беше песната Богатство, но малку од друг некој агол. Значи, и тие песни, тие текстови што ги пишувам, имаат некоја одредена порака. Нема љубов во парите. Имам и таа, не знам дали тоа тука е ставено. Не ти е во овие наброените, ама Да, добро. може би била Да. испуштена, но имам и таква песна, и таа има порака. Нема љубов во парите, тоа го велат и старите. За разлика од поезијата, каде што стихот е бел стих, нели? Да. Овде има метрика, само во тој дел треба да се Броење на метриката на слоговите. Исто рима, броење. Тоа е разликата. Инаку и таму има одредена порака. И сега таа песна, еве, конкретно, нема љубов во парите, ја пеат истовремено со радост. И тие што немаат пари, и вика, точно е тоа, нема љубов во парите, ама и со одредена иронија, може би и надменост, ја пеат и тие што имаат многу пари. И тие викаат, ма како бе нема љубов во парите? Ако немам ја пари, заре можам ова да го јадам, ова да го пијам и слично. Но, како и да е, се пронаоѓаат и едните и другите во зборовите, во пораките, во песните. И многумина велат, за секоја пригода има соодветна музика. Така е. Вика, ретко се прави свадба само со сериозна или класична музика. Многу ретко. Не може само со танц. Треба и оро, треба и народна. И обратно, по одредени мигови, па треба и класична, сериозна музика. Но како и да е, тука е поезијата. Ти си и во музиката поетеса. Значи, поет. Значи, ти си всушност венчана, да речем, со зборовите, со римите, со пораките. Тешко ли е да се напише текст за пеење? Зашто јас знам дека од надвор, од страна, за се мисли дека е лесно. Да. Многумина мисли, и песна за деца. Дека е лесно. Воопшто не е. Така и сигурно не е лесно да се напише и песна за пеење. Не само поради метриката. Не поради приказната, што така, треба да се каже. Песна треба да има приказна, да има порака. Да, инаку... А да не звучи банално, да не звучи премногу едноставно, ама да не е па ни толку абстрактно. Сепак да допре до народот. До народот, до... Да може да биде разбрана. Така.
до пошироката популација. И Кој текст од овие тебе ти е најдраг? кој Тие што ги пеат? Или ти што си ги испеала? Јас имам испеано Моја Добро. дојрана. Добро. Прв мој настап беше 2016 година со На Гроздобар да се видиме. Добро. И јас не мислев да излезам на тие штици и во тој дел, не? Јас се сеќам на тие песни, и Моја дојрана и На Гроздобар да излезе. Да, разговаравме тогаш, нели? Да. Мислам дека и те поканев. Потоа е 2017 Моја дојрана, Добро. 2018 е Сега брате тука сме сами, таа зема награда од жирито втора, Добро. а Моја дојрана од публиката, значи публиката ја прифати Моја дојрана. Така. И последен мој настап фестивалски беше на Охридски трубадури, Моја ти си судбина. Кога се пишува или и поезија и текст за музика, разликата е само нели дека ова ќе биде во музичко руво, како што рековме, инаку стиховите сами доаѓаат и за поезија и како текст за музика. Јас дури имам пишувано и на музика текст. Да, ама често се случува, ти имаш тука поголемо искуство, апсолутно, често се случува се прават песни по нарачка. Значи, ја има Да, има и такви. композицијата, има музиката Има и и сега такви треба случаи. да се напише текст. Да. А во поезијата, ова ние што ја пишуваме, нема нарачки, туку има мигови, Да, доживувања, инспирација. искуства, размислувања, емоции. Најчесто се тоа во прашање одредени расположенија, одредени несогласувања или одредени радости, возбуди и слично, но нема нарачки. Иако може да има по некој конкурс на одредена тема. Тоа е и слично. веќе, да, но тоа се веќе исклучителни. Но прашање во врска со ова сега што го говориме. Тешко ли е да се биде во тие естрадни води, како па еве и како текстописец, па и како интерпретатор? Јас тоа го направив од љубов, некако моја професионална ориентација. Инаку, не мислам дека е баш лесно во тие води. Ние од страна, како што кажа Преска, што ме убаво на тој или на таа, само да излезе на сцена и да 3 минути или 5 минути да еве, јас и тоа отпее. го искусив. Го искусив тоа, значи, самите припреми, подготовките, снимањето на песната, излегувањето на сцената. Сега мораш излегуваш пред публика. Сценографија, кореографија. Да. Не е воопшто едноставно, а поготово тие од естрадата кои што живеат. Живеат од тоа и тоа ми е професионално. Тоа е бизнис. Да. Но голема е радоста, ќе се вратам повторно така моја констатација. Голема е радоста твој текст да се пее, твој текст да се обнароди. Баш. Водиш на свадба и некој ја порачува таа песна. Еве, да речеме Кавадарци, сигурно таа песна за Тиквешки. Еве, на Гроздобар. овие средбиве, што беа Дојран. ганевите средби, Ани Малинкова што ја пееше, Тиквешкова Станија и исперникња. Да, и ме изненади. Да, ама тоа е пријатно тоа чувство. Да. Одеднаш си ги слушаш своите зборови и се сеќаваш кога си ја напишал таа песна, зошто си ја напишал. Како да е, значи таа радоста се дисперзира, се мултиплицира. Таа веќе преминува и таа песна не е само твоја. Тогаш станува колективна својина. Добро, сакав уште нешто да прашам во врска со ова твое создавање поезија. Зошто си се определила, еве уште од малечка, од дете, од ученичка, да пишуваш само поезија? А не си рекла, еве, ќе пишувам и раскази, ќе пишувам и романи, драми, новели и слично. Зошто? Затоа што поезијата ти е, како да кажам, поприлежна, повеќе ти лежи
Имаш афинитети за неа или... Да кажам. Ајде. Значи, тоа е, според мене, со малку зборови да се каже многу. Што може повеќе, Да. максимум. Со минимум изразни Иако се средства. обидов и на полето на прозата, имам Добро. 2 раскази. Да, има во биографијата прочитав. но во споредба со, мислам, во споредба со поезијата, тоа е ништо, да кажеме, тие 2 или 3 раскази што ги имам напишано, иако ми се драги, иако и тие имаат огромна порака. Едниот е автобиографски од тие раскази. Ама поезијата ми е најголемата љубов, таа ми е во срцето и во душата. Јас често среќавам, а верувам и ти, луѓе кои што велат дека не читаат поезија затоа што не ја разбираат. Затоа што не може да ја разберат, бидејќи им е апстрактна, односно поапстрактна отколку од прозата. Вели во прозата, вели, некако се ми е повеќе раскажано, да не речем изжвакано, а во поезијата, вели, вие поетите сте многу апстрактни, па дури, вели, не знам ни самите дали се разбирате себе си во она што го пишувате. Но, ако читателот не мора повеќе, 2 пати, 3 пати ја прочита истата песна, мислам, ако се наврати, мислам дека ќе ја разбере и дека ќе ја допре авторската порака и суштината на творбата. Затоа што се што е апстрактно, па и апстрактната уметност, сликарска, човек треба малку да се задржи, малку да се задлабочи, не само да протрча во мигот. И мислам дека токму тоа е суштината. Во поезијата има есенција. Има една јадровитост, една лапидарност. Со минимум изразни средства се постигне максимум. И добра песна, добар стих, не може да се замени некогаш ни со 100 страници. Така е. Ама треба малку трпение и треба, како да кажам, малку повеќе желба за да се навлезе во суштината, да се допре секој збор, а не само да се протрча низ и преку текстот. Дали и ти имаш слични размислувања и доживувања? Јас, знаеш со колку стиха ја добив наградата, со 4 стиха ја добив наградата најдобар млад поет. Браво. Ги памтиш ли ти? Времето полека одминува Добре. и ги гази зад себе трагите на нашето детство. Се упатуваме по неговите стапки, а зад нас останува само спомен. Да. Си била малечка, всушност си ја напишала живот на мислам дека бе 2 година. Филозофија. 2 година. Па мала, добро што се 16 години. за таква филозофија. Јас имав една средба со Љубивој Рашумовиќ, еден познат српски писател. И кога бевме заедно на Златибор, на една манифестација, и тој вака ми рече. Јас уште кога бев дете, напишав една, сега ти ме подсетила да го кажам, ти ме поттикна. Како дете, како ученик од 6 одделение, напишав една кратка песна за Златибор, како ученик. А таа песна кратка е Златиборе, ти си злато, или се вика Златибор. Да. Златиборе, ти си злато, ја те волим, ето зато. И тогаш добив награда и тогаш сите рекоја ти ќе бидеш поет, писател и вика не сгрешија. Значи талентот, дарбата се забележува и излегува уште од најмалечки нозе. Значи некогаш и преку многу едноставен исказ може да се апропова што го говориме, да се долови нешто многу битно. Тоа го може само поезијата. Само поезијата, се согласувам. Сега сакам да прашам. Еден правник, како што си ти денеска, раководител на служба за правни работи, а истовремено
поетеса, поет. Приголку сурови нешта, кои што ги има во секојдневието. Што му недостасува на човеков, освен убав збор, освен поезија? И зошто луѓето забораваат на тоа? Луѓето многу малку денеска читаат, воопшто, не само поезија, воопшто не читаат. Не пратат ништо. Да. Дали тие луѓе со кои што сме ние окружени, дали воопшто размислуваат како нас, поетите, за поезија? Или размислуваат само за коли, станови, пари, туристички дестинации, не знам, Рим, Париз, Лондон, каде се? Каде е поезијата во животот? Како да исчезнува поезијата од секојдневното живење? Ако зборуваме на глобално ниво, да, точно тоа е така. Да. Мада јас си го бирам друштвото и луѓето со кои што... Значи, наоѓа сепак луѓе што зборуваат за поезија, што читаат поезија. Истомисленици, да. Некои не мора да се поети, но се љубители на поезијата. Да, да. Ме радува ова кој е така, биејќи јас среќавам, ама тие се многу ретки. Ретки, да. Јас се насладувам кога ќе прочитам убава песна, кога ќе најдам убав стих, ама некојаш убав збор, не мора ни песна ни стих, да. Доволен некој збор. Да. И си велам, денеска научив нов збор. Денеска ги открив другите значења на некој збор кои што не сум ги знаел. Сум мислел дека еден збор го има само тоа едно значење, едно единствено. Не, зборовите имаат многу значења, посебно оние стари, наши архаични зборови. Не говорам сега за интернационализми. Ние денеска многу малку користиме. Значи, многу малку се ползуваме со наши подзаборавени зборови, па дури исчезнати зборови. Толку имаме убави, стари, архаични зборови, што е штета што ние не ги користиме ни во говорот, ни при пишувањето. Ке изумрат ако не се користи. Да, и тогаш кога ќе прочитам кај некој автор, во некоја песна, дека ги користи. Некој таков збор, па не мора ни да го знам, ама јас тогаш ќе побарам речни, па дури авторот ќе го прашам. Да, не е срамно. Што значи овој твој збор? Сакам да кажам дека навистина има ретки читатели и ретки писатели, но за жал некако тоа материјалното како да стане доминантно над духовното. И за жал ние денеска, ако нешто ни треба, повторно ќе кажам, ни треба зборот. Духовното многу недостасува. Да, тоа сакам да го кажам. Ни треба и поезијата, ни треба и прозата, не викам дека не. Ни треба некој и да не подучи, како што не подучува Блаже Конески. Точно. Како што не подучували многумина други негови претходници и негови следбеници. Но таа моќ на поезијата е магична, таа е лечебна. И јас знам дека како што се препишуваат, не во смисла на препишување, како што се препишуваат рецепти, лекови, апчиња, инекции треба да се препишува. Треба да се препишуваат и песни, и стихови. И стихови, и зборови. Зошто? Зашто верувам дека откако нив некој ќе ги прочита, откако нив некој ќе ги прими, ќе ги усвои, дека ќе биде многу поздрав. Ќе нема потреба од фармацијата. И многу посреќен. Да. И всушност и оваа мисија, и на оваа емисија, и на оваа телевизија, меѓу другото е таа. Воспитна, образовна, едукативна, ама би рекол и просветителска. Ќе научи публиката многу бидејќи работи. Човек учи до гроба. Бидејќи секој ден се учи по нешто ново. Ние учиме по нешто друго, по нешто ново. И уште нешто, бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, сакам да прашам, дали Анита Бошкова и во овој миг сега подготвува нова книга, пишува нови стихови, нови песни,
Што да очекуваме наскоро да биде публикувано? Па веќе е при крај подготовката на 7-та збирка поезија. 7 е убав број. Да, мене ми е среќен број. Да, 7 дена во седмицата. Така до сега се случило да седмицата ми е убав број, да. Има ли наслов тој ракопис или уште? Се уште нема се наслов. чека. Да. Добро. Има некои работни наслови, но сега Добро. не би ги, Да, нели? не е се уште направен Созреано не е. дефинитивниот избор. Но таа не знам точно кога ќе ја објавам, но 7-та е на пат да биде Одлично. публикувана. Ме радува тоа, инаку има една, во врска со насловите, има една констатација. Вели авторот, има наслов, нема книга. И обратно, има книга, нема наслов. Да. И сега треба Да се усогласат. да се сретнат Да се сретнат. и да се најде тој наслов. Инаку, што е тоа со што покрај 7-та книга за која што говориме? Дали се уште пишуваш текстови за изведување? Пишувам, да. Пишуваш. И тоа пишувам и имам намера магистерската што ми е теза да ја објавам како монографски приказ. Да ја објавиш. Тоа требаше малку порано да го Добро. направам. Никош не е доцна. Па не, Так. но Не, животот... таа тема од твојата магистерска, таа станува многу актуелна. Јас намерно пред малку не те подпрашав, Да. ама ние гледаме денеска дека многу зачестено се прават злоупотреби на децата. Така е. Таа педофилија, за жал, станува масовна. Па уште повеќе сега преку овие социјални мрежи, каде што гледам се ставаат премногу фотографии од Не случајно ја одбрав таа тема, деца, што мислам дека не е во ред. ама тука треба малку подлабоки анализи да се Да, направат, да. затоа што тоа не е само од криминолошки аспект, туку И психолошки. некој тоа го злоупотребува. Има тука, тоа е тема за друг пат. Добро, значи твојата магистерска всушност ќе биде многу актуелна, Да. таа тема. И Темата беше полов напад врз деца. да. Си ја проверувам меморијата. Така е, да, добра ти е меморијата. Ние сме на самиот крај од емисијата. Да. Јас, Анита, тоа Анета, често го мешам, но ти си Анита. Да, така е, во право. Ќе те замолам на овој бел лист, ние викаме отворена книга, овие две страници. Ти може црвената, Може. Сите жени ја избираат црвената па поради не да ми одговара со љубовта и гардеробата. Овдека треба твоето име, значи Анита Бошкова. Долу ќе напишеш датумот денешен. Добро. Овде. Да, тук. Може и со покрупни букви. Овака добро е? Добре. Од овие свитоци, од овие Да. отворени книги, ние потоа ќе направиме изложба на учесниците во емисијата во потреба во истинскиот збор, Баш бидејќи убаво. имаме голем број автори. Денешниот датум 13.5. 2024 Или 13-ката денес е убав број. Да, бидејќи не е петок, тука е понеделник. Малку суеверие. Да. Овдека една мисла, една порака, нешто што сметаш дека токму тоа треба да биде сега во овој миг тука запишано со црвената Нешто боја на што е фломастерот. заедничка содржина за сите мои книги, цела Добро. моја поезија. Ајде, љубопитни сме да видиме што ќе ни напишеш. Љубовта Е сила, е сила, љубовта е моќ, е моќ, добро. љуби силно, љуби бескрајно. Добро, убава порака. Еден катрен, 4 стиха, кои што доволно кажуваат. Можеш и скратено тука, ако сакаш и Да. да се подпишеш.
Ако е автограм, да биде автограм. Да. Добро, благодарам. Ви благодарам и вам. Сега со рака, јас имам обичај на моите гости со рака да ги поздравам, да им честитам за она што досега го направиле. Да се гледаме само за убави Така е. поводи и нешта и навистина на сите мои гости во емисијата со стисокот на раката им одам признание за тој нивен вложен труд, за навистина често и непроспиени ноќи, зашто само човек што пишува знае колку е тешко да се пишува. А ти тоа добро го знаеш. Да се создава. А јас мислам дека тоа добро знам, бидејќи често го правам буквално како рацин од утро до мрак. Не само јас, туку сите писатели што живеат од и за литературата, тие ги спојуваат ноќта со мугрите и обратно, утрото Нема време и место со за мракот. пишување на поезија. Нема време и место. Се пишува некојаш во одење, Некојаш диктафон користам. Апсолутно. Во неможност да пишувам. Затоа што ако во тој миг не се напише, готово е. Исчезнува. Тоа или ќе се заборави, или второто што ќе или третото што Не ќе е се ништо, запише, не е воопшто не е ништо. како првичното. Баш така е. Благодарам за овој наш денешен разговор. Благодарам на поканата.